Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Сериозно ниско е нивото на водата во акумулациите во регионот и покрај варнежите и минималното зголемување на дотокот од реките. Во Калиманци се акумулирани само 1/3 од вкупните количини, а Градче е за неколку метри под максималното ниво. Последните врнежи од дожд ќе имаат минимално влијание врз подобрувањето на хидролошката состојба во реките во источниот регион, што придонесува за бавно полнење на акумулациите од хидросистемот Брегалница. Нивото на водата во браните Калиманци и Градче е под просекот за овој период од годината, што заедно со долгиот сушен период во изминатите месеци може да биде сериозен проблем за реализација на планот за наводнување. Во моментот во Калиманци се акумулирани близу 30 милиони кубни метри вода, што е околу 1/3 од нејзиниот вкупен капацитет. Во споредба со истиот период минатата година, кога имаше скоро двојно повеќе вода, сезонава се оценува како сушна. Дотокот од реката Брегалница и од останатите притоки е исклучително низок, односно под нормалата од околу 1 кубен метар во секунда, што дополнително негативно влијае врз полнењето на браната. Состојбата во акумулацијата Градче е нешто поповолна, но таа не може битно да влијае врз вкупната состојба. Во водостопанство Брегалница се надеваат на известно подобрување во наредниот период, односно дека до средината на април, до почетокот на сејдбата на оризот, ќе бидат обезбедени потребните минимални количини вода. Исто така во водостопанската подружница е изготвен и правичниот план за наводнување за престојната сејдбена сезона, според кој се предвидува во Кочанскиот регион со ориз да се засеат околу 3600 хектари. Земјоделските производители оценуваат дека во овој момент ваквите предвидувања се премногу оптимистички, поради што најверојатно ќе има корекции и намалување на површините пред конечното донесување на планот. Од водостопанство Брегалници информираат дека годишниот план за одржување на земјините канали и речните корита во регионот се исполнува без проблеми. Од планираните околу 260 км каналска мрежа досега се прочистени околу половината, а останатиот дел ќе се реализира во наредните 2 месеца. Во Кочани почнува собирањето податоци за адресите на семејните објекти на граѓаните. Активноста ја спроведува Агенцијата за катастар и ќе трае до почетокот на март оваа година. Од 28 јануари до 2 март во Кочани ќе се одвиваат теренски активности со кои ќе се прибираат податоци за адресите на домакинствата, односно за имињата на улиците и на куќните броеви на семејните објекти. Активностите ќе ги спроведува Агенцијата за катастар на недвижности преку геодетската фирма Геофото Зенит Инженеринг. Со неа катастарот има склучено договор за овие теренски активности за територијата на општина Кочани. Целта на прибирањето податоци за улиците и за куќните броеви е Агенцијата за катастар да воспостави графички регистар на улиците и куќните броеви. Со тоа ќе ја постави и основата за формирање адресен регистар како единствен и авторитативен извор на адресни информации во Република Македонија. Теренското прибирање податоци за улиците и за куќните броеви ќе опфати просторни и описни податоци за сите улици и објекти, со фотографирање во сите населени места во Кочани. За да бидат жителите на Кочани непосредно, точно и навремено информирани, локалната самоуправа веќе ги известила овластените лица од урбаните и местните заедници. Тие ќе бидат во контакт со населението и ќе ја пренесат информацијата за почетокот и за времетрањето на теренските активности за прибирање на адресните податоци. Министерството за земјоделство ги информира граѓаните и земјоделците од општина Кочани дека во вторник, 28 јануари, со почеток во 11 часот во салата на Советот на општината ќе се одржи инфоден за спроведување и користење на инструментот за предпристапна помош на Европската Унија за рурален развој ИПАРД 2014-2020. На настанот ќе бидат представени мерката 1, која се однесува на примарно земјоделско производство, мерката 3 за преработка на земјоделски производи и мерката 7 диверзификација на фарми и развој на бизниси. Исто така ќе биде образложена постапката пред платежната агенција за користење средства од ИПАРД 2014-2020, за што е распишан јавен повик, како и примери за успешно реализирани проекти од претходни јавни повици.
Стартуваше новиот заеднички проект на Средното училиште Гошо Викентиев со компанијата Амфенол Технолоджи Македонија. Станува збор за проектот од образование до вработување, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а преку кој луѓе кои се невработени се обучуваат со практични знаења за подоцна да се вработат во компанијата која им нуди сигурно вработување. Стартуваа обуките во новиот кабинет, односно така наречениот тренинг центар за пракса и обука на идни млади кадри во Средното училиште Гошо Викентиев. Станува збор за обуки кои се дел од заедничкиот проект на училиштето и Амфенол Технолоджи Македонија под наслов од образование до вработување. Преку проектот, кој е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, се обучуваат лица кои подоцна ќе бидат вработени во компанијата Амфенол. Бенефитот е убостран. Училиштето ќе им обезбеди нови млади кадри способни за работа во фирмата, а од Амфенол ќе им понудат усовршување преку обуки и најсовремени методи на работа и сигурно вработување. Мислам дека ова е еден одличен повод и мислам дека е проект кој што ќе помогне на сите чинители кои што се вклучени во проектот. Пред се за компанијата која што ја представувам Амфенол, ова е една многу важна работа, да можеме да ги претходно спремиме нашите потенцијални нови вработени, да може да поминат преку овој тренинг центар и да трае тој период на адаптација. Мислам дека веќе се одомакинивме во СОУ Гошо Викентиев, благодарност до раководството и до целокупниот персонал во Гошо Викентиев. Мислам дека сме веќе партнери, секако дека се осеќаме, чувствуваме како дома, а и тие секако во нашата компанија. Мислам дека оваа соработка веќе е толку интензивна и толку блиска што би можела да ја посака било која компанија. Јас сум задоволен за сето тоа и голема благодарност до нив и голема благодарност до Швајцарската агенција, така да мислам дека ова е еден вистински проект кој што треба да го следат и другите. Према договорот ние мислам дека имаме врска некаде околу половина од кандидати да бидат вработени. Ние земаме обврска и гарантираме дека сите кандидати ќе бидат вработени кои што успешно ќе поминат оваа обука и кои што ќе покажат солидно интересирање и залагање и примерен однос. Така да ние очекуваме дека тие сепак не знаат премногу и немаат некои вештини, меѓутоа вештините ќе ги стекнат и во текот на работењето кај нас. Најважно е дека тоа што е основното, дека го поминале овде и дека се гледа интерес и залагање за напредување. Нашите лица кои што сега се дојдени на едукација се возрастни луѓе, иако во самата структура има и наши ученици, поранешни ученици. Станува збор за интересна идеја да се едуцираат до крајност, за да можат директно да бидат подготвени за работа во Амфенол. И лично и ние сме задоволни од самата соработка со Амфенол. Добро е што има негување на таков однос и се надевам дека истото ќе биде добар пример за сите други компании на локално ниво да може да дојдат и да почнеме со евентуална соработка. Што се однесува до начинот на организација, целокупната агенда ќе се спроведе во рок од 4 недели. Една недела се лицата кај нас на едукација, потоа одат во Амфенол. Всушност тоа е директно привикнување на лицата за подготвување практично за самиот работен процес. Швајцарската агенција за развој и соработка преку проектот образование за вработување во Северна Македонија ги поддржува најдобрите практики на соработка помеѓу компании и приватен сектор и помеѓу средни стручни училишта. Станува збор за една од најдобрите практики кои што ги видовме на терен во Република Северна Македонија и сметам дека овој пример може да послужи за многу компании од Републиката во соработка со други средни стручни училишта да можат да развијат кадри кои што ќе им бидат потребни на компанијата, а од друга страна и ќе бидат задоволни самите лица кои што ќе следат обуката, ќе бидат задоволни од нивното добиено вработување. Она што е посебно особено битно е што во овој случај ние имаме перфектна соработка помеѓу компанија и средно стручно училиште, каде што сепак двете институции, да речеме, односно двете единки ги задржуваат оние функции кои што им се битни, на училиштето да образува лица, на компанијата да вработува за да создава профит.
И од двете страни очекуваат резултатите и ефектите од соработката да испливаат на површина за краток временски период, но тоа се покажа и досега од неколку годишната соработка на училиштето со оваа компанија. Од 12 до 17 јануари 16 дечиња од семејства во социјален ризик од Кочани и општините што ги покрива Центарот за социјални работи беа испратени на зимување на скијачкиот центар Попова шапка. Активноста е дел од проектот на Министерството за труд и социјална политика за испраќање на летување и зимување деца чии што родители не можат да им го обезбедат истото. Како дел од проектот за грижа секое дете да има еднакви можности, Министерството за труд и социјална политика продолжи со активностите на праќање деца од семејства во социјален ризик на зимување и летување. Оваа година на организирано зимување во скијачкиот центар Попова шапка од Кочани или општините што ги покрива Центарот за социјални работи од 12 до 17 јануари испратени беа 16 дечиња. Во третата смена оваа година во хотелот Попова шапка се упатија во период од 12 до 17 16 дечиња заедно со нивната придружба со родители плюс 13 родители, еден волонтер, значи вкупно 29 луѓе присуствуваа на зимување во хотел Попова шапка оваа година. Оваа активност е многу значајна за децата со цел да се поттикне нивната социјализација, да се поттикне инклузивноста во општеството и преку една оваква активност се зголемува другарството, што позитивно влијае врз целокупниот нивен развој. Оваа активност ќе продолжи во летниот период кога се организира летовање, зашто на благовремено ќе бидат известени сите корисници на овие бесплатни услуги. Зимувањето традиционално го организира Министерството за труд и социјална политика и годинава во 4 смени се опфатени околу 500 деца. Овој проект ќе продолжи и понатаму, бидејќи преку него се спроведуваат сите процеси кои што ја поддржуваат и унапредуваат грижата за секое дете во општеството. Освен зимување, Министерството традиционално секоја година организира и летување за децата во социјален ризик. Пресконференција одржа општинската организација на СДСМ од Кочани, а тема беше подобрувањето на животниот стандард на пензионерите. При тоа беше нагласено дека во изминатиот период е извршено покачување на пензиите, при што за оваа година е проектирано просечната пензија да изнесува 15.500 денари. Ова представува најголемо покачување во последните 12 години, со кои се офатени 322.622 пензионери. Покачувањето од 700 денари ќе влезе во основицата и истото дополнително ќе се усогласи во текот на 2020 година со трошоците на живот. Со новото законско решение, конкретно растот на пензиите ќе го следи покачувањето на минималната и на просечната плата во државата. Покачувањето се прави плански, со издржани пресметки и во услови кога имаме стабилизација на пензискиот систем, но и кога имаме раст на економијата во државата. Системското решение предвидува дополнително зголемување на пензиите, освен според растот на БДП, да може да се зголемуваат и според растот на платите. Во години на раст на минималната плата над 15% и на раст на просечната плата за 5%, ќе има можност за покачување и на пензиите од 5%. На почетокот на 2020 година, просечната пензија со последното покачување кое го најави председателот на владата, а е проектирано во буџетот, ќе изнесува околу 15.500 денари или од доаѓањето на власт до почетокот на идната година, вкупно сме ја покачили просечната пензија за 1.746 денари. Просечната пензија со последното покачување годинава во септември изнесуваше 14.598 денари, а во 2016 година 13.754 денари. Пензиите се покачуваат во време кога дефицитот на фондот за ПИО е намален за 10%, а приходите се зголемуваат.
речиси 44% од пензионерите во државата земаат пензија под 12.000 денари. Дополнителните 700 денари ќе значат најмногу токму за овие наши сограѓани. Исто така, во теке подесување на барања за банско-климатна рекреација и сите заинтересирани пензионери може да си подесат барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Иако без снег, сепак и викендов планинската убавица Пониква беше со рекорден број посетители. Ги имаше од сите краеви на државата, кои уживаа во високите температури и убавото сонце. Љубителите на зимските спортови пак ќе чекаат да заврне снег. Иако без снег, убавото сончево време ги примами посетителите и овозможи на Пониква викендов да има рекорден број гости од сите краеви на државата. Иако сите беа согласни и се коментираше дека оваа планинска убавица во текот на зимниот период си личи со снег, но против тоа не се може, така што сите посетители уживаа во јануарското сонце и релативно високите температури за овој период од годината. Ги користеа благодетите на чистиот воздух и ги полнеа батериите за новата работна недела, шетаа по планината Осогово. Имаше посетители кои дошле со своји автомобили, но и организирани преку туристички агенции со автобуси. Во рестораните и угостителските објекти се бараше место повеќе, што значи дека посетеноста и викендов беше на високо ниво, но ако продолжи да нема снег, поверојатно е дека посетеноста ќе се намали. Рекреативците и љубителите на зимските спортови засега остануваат во надеж дека ќе заврне снег и дека тој снег всушност ќе спаси зимската сезона на Пониква, бидејќи на единствениот зимски центар на истокот од државата и понатаму ќе се скија онолку колку што ќе има снег и онолку колку што температурите ќе дозволат истиот да се задржи, бидејќи топовите за вештачки снег и годинава се надвор од функција. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.